Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Полициски службеници спасија семејство завеано од снег на Попова шапка. Во Гостивар сезонава се регистрирани само 4 случаи на грип. Министерството за образование и матурантите кои бойкотираат настава заради концептот на државната матура се уште без договор. Полициски службеници спасија семејство завеано од снег на Попова шапка. Пристапот до нивната викендичка бил одсечен, а немале ниту електрична енергија. Среќен крај имаше за семејството кое со 2 малолетни деца викендов остана завеано во викендица на Попова шапка. Таткото Бојан раскажува дека на шапка отишол после 25 години, но не очекувал оти ова може да му се случи. Откако снемало струја и виделе дека не можат да излезат од викендицата, а немале ниту доволно храна и огрев, се јавиле секаде. Во евакуирањето им помогнала полицијата. Не служија полицајците од тука што една шапка присутни. Дојдат се качија горе, нека се ги земаат детето на рамо и спуштија. Колата остана горе, требаше 5 слова ни кажат дека го заврне снег, треба само да ги трнеме колите, ама нас ништо не ги кажа и не фати не времето. Иначе најголема благодарност до полицајците. Семејството, откако било извлечено од викендицата, со возило на СВР е пренесено во својот дом во Скопје, бидејќи нивниот автомобил останал завеан на шапка. Веднаш по пријавата, полициски службеници од полициското одделение Попова шапка се упатиле кон викендичката за да ги евакуираат лицата, а во меѓувреме, во координација со локалната самоуправа, ангажирана е и потребната механизација за пробивање на патот, пошто лицата се извлечени од снежната блокада, ако така може да се рече, и со возило на секторот за внатрешни работи Тетово, пренесени се до нивниот дом во Скопје. Попова шапка е непредвидлива и не е прв пат снежни наноси да завијат викендици, автомобили или патишта, особено кога пообилно врне снег и има виулици. Надлежните апелираат до посетителите на внимателност, барем оние денови кога има врнежи. Поради врнежите од снег, апел да се вози внимателно на патиштата упатуваат од јавното претпријатие Македонија Пат. Метеоролозите пак прогнозираат дека ќе продолжи студеното и променливо време. Сообраќајот на патиштата во земјава се одвива по влажни коловози, па од јавното претпријатие Македонија Пат апелираат на внимателно возење според условите на патот. Оттаму информираат дека учествувале во чистењето на снегот на Попова шапка, а поради врнежите од снег на патот кој води до овој туристички центар, се препорачува задолжителна употреба на зимска опрема. Состојбата на патиштата се одвива по влажни коловози. Врнежи од снег има на Попова шапка, во Маврово и на планинскиот превој Стража. На одредени патни правци кои поминуваат низ клисури и усеци може да појава од одрони, тоа во делот на кај Маврово Дебар или во источниот дел Кочани, Делчево, Каменица. Македонија Пат апелира на внимателно возење и прилагодување во брзината спрема условите на патот. Дежурните екипи наши се на терен, постојано работат и одржуваат ситни патни правци. Посебно патот Тетово Попова шапка се чисти и големиот нанос што беше вчера од олујата што имаше, видовте и преку мојата објава на Facebook дека се чисти со машината на фрлање на снег и вчера беше изчистена скоро готово. Во делот на викендиците тоа не е под наши ингеренции, тоа е под ингеренции на локалната самоуправа, но ние од наша страна помош што требаше да пружиме до хотел Славија беше изчистено нашите работници од Македонија Пат и секогаш сме на располагање да ги одржуваме патиштата како што треба и како што следува.
Од управата за хидрометеоролошки работи прогнозираат дека променливото и студено време ќе продолжи во следните денови. Времето и до крајот на денот, како и во текот на ноќта, ќе се задржи облачно со повремени врнежи од снег, кои што постепено ќе слабеат по интензитет. И утре ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди, а ќе биде доста ветровито, ќе дува умерен повремено застилен ветер од северозападен правец. Утринската температура во Тетово ќе се спушти до -4, а дневната ќе достигне до 2 степена. На планините ќе провејува повремено слаб снег. Потоа во четврток имаме преодна стабилизација на времето, но ќе биде доста студено, особено во утринските часови. Од петок, како и во деновите од викендот, ќе повторно ќе имаме променливо облачно време, меѓутоа ќе биде потопло со нови врнежи од дожд во пониските места, а на планините врнежите ќе бидат од снег. Инаку што по најновите снежни врнежи, висината на снежната покривка на Попова шапка на мерното место изнесува 40 см. Секако оваа покривка ќе се зголеми со оглед на тоа што веќе и до крајот на денот се уште ќе има врнежи од снег. До сите кои патуваат, најпрво да ги проверат информациите за состојбата на патиштата, кои ги објавуваат надлежните, бидејќи на одредени патни правци се воведуваат привремени забрани за тешки товарни возила. Грипот, кој вообичаено во зимските месеци е доминантна зараза меѓу населението, годинава го нема. Во Гостивар сезонава се регистрирани само 4 случаи. Мерките против корона спречуваат и ширење на грип, велат лекарите. Грипот падна во сенка на коронавирусот, за разлика од претходните години, кога овој период грипот беше најчестата зараза меѓу граѓаните. Годинава заболените може да се избројат на прсти. Според евиденцијата на епидемиолошката служба на подрачната единица на Центарот за јавно здравје во Гостивар, сезонава во регионот се потврдени само 4 случаи. Во јануари пак досега нема ниту еден. За споредба, годишно во Гостивар се регистрирале од 1500 до 2500 грипосани. На подрачјето на Гостиварскиот регион можам да кажам дека состојбата за сега со сезонскиот грип е навистина мирна. За разлика од претходните години, бројките ни се неколкукратно пониски. Сега за сега, значи во сезоната на пријавување на грип, која започнува од 40-та недела на претходната година и трае до 20-та наредната година, кога е сезоната на групно пријавување на грипот, сега имаме само 4 пријави поединечни, значи 4 случаи на грип. Тоа е неколкукратно, значи намалување во однос на претходните неколку години, а од годинава наваму немаме ни еден случај на пријава на заболен на грип од матичните доктори, ниту од инфективното одделение од Општа болница Гостивар, кои всушност ни пријавуваат заболени од грип. Мерките против корона спречуваат и ширење на грип, велат лекарите, со оглед дека двете инфекции се пренесуваат на ист начин. Маските, забраните за собири, посебните протоколи за работа на училиштата и институциите, кои се антиковид мерки, даваат ефекти и за вирусот на грип. Сметаме дека тоа се должи на примена на мерките кои што се пропишани за ковид пандемијата, за заштита од ова заболување, бидејќи станува збор за респираторно заболување, значи трансмисијата на ист начин преку аеросоли, преку флегиови капки. Со примена на заштитните маски, нели, имаме бариера во ширењето на вирусот од една страна, со протоколите кои што се наметнети да нема групирање во затворени простории на одреден број на лица, значи тоа е дополнителна мерка, протоколите по кои што работат училиштата, неработењето на рестораните, значи протоколите за институциите, сето тоа придонесува, нели, за да имаме овие мали бројки а од друга страна и вакцинацијата против грип. Официјалните податоци од Институтот за јавно здравје покажуваат дека претходната сезона вкупниот број на заболени од грип во Македонија бил 33.171. На гостиварското подрачје биле евидентирани над 1500 пациенти со грип. Смртни случаи од компликации на грип во земјава имало 3.
Од почетокот на ковид пандемијата лани во март, на државно ниво потврдени се 90.717 заразени со коронавирус. Во регионот на Гостивар оваа бројка изнесува 3.577. И за моторите важи мерката за привремено одземање возило поради стечена регистрација и техничка неисправност. Собствениците на мотори ќе се санкционираат ако моторите предизвикуваат високо ниво на бучава која ја вознемирува јавноста, појава која е доста честа во текот на пролетните и летните месеци. Полицијата со новите мерки кои се воведени од пред известно време има право привремено да го одземе моторот кој е технички неисправен или има истечена регистрација. Она што е нели како мерка, ние постапуваме и веќе имаме и соодветно известуваме јавноста постојано кога имаме запленети возила, но оваа мерка е пред се и да ни помогне и во санкционирањето на моторите кои што нели ја вознемируваат јавноста кога сега напролет ќе се нели стопли времето, излегуваат особено во Скопје, но и во другите градови, затоа што имаат елементи кои што се недозволени. Оваа мерка дозволува таквите возила да ги заплениме и соодветно нели да бидат санкционирани, затоа што во претходниот период можевме само едноставно да ја напишеме казната и потоа продолжува нели да вози тој несовесен возач. Но сега имаме многу поригорозна мерка која што многу ќе придонесе за таа појава едноставно да ја снема од улиците во државата. Парламентот пред нова година го донесе новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, според кој полицијата ќе може да му ги симне веднаш табличките на возилото и да го отстрани од сообраќај ако се посомнева дека е технички неисправно. Од сообраќај ќе бидат веднаш отстранети и возачите без положен возачки испит или со истечена возачка. Сигнал за неисправност и овластување полицијата времено да го одземе и ако возилото не е регистрирано. Сите трошоци во ваквите случаи ги сноси возачот, се вели во законот. И вчера полицијата казнуваше возачи кои ги управуваат возилата со поголема брзина од дозволената. 83 возачи кои возеле со брзина поголема од дозволената на автопатот Скопје-Тетово се санкционирани во вчерашната засилена акцијска контрола која е спровела мобилната единица за безбедност во сообраќајот при Министерството за внатрешни работи. Двајца возачи возеле дури над 70 км на час над дозволеното. 27 возачи со над 50 км на час над дозволеното. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Од Министерството за внатрешни работи уште еднаш апелираат граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да се зголеми Физички напади, користена фалсификувана банкнота во маркет, каснување од кучиња скитници регистрирала полицијата во изминатото деноноќие. Слушнете ги деталите. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 32 лица, 19 од Тетово и 13 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 70 лица од Тетово и 64 од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 163 лица од Тетово и 121 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер во 23 часот 42 годишникот Тетовска Мала Речица во СВР Тетово пријавил дека околу 20 часот и 40 минути во кафетерија во селото физички бил нападнат од негов соселанец на возраст од 16 до 18 години. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 10 минути 25 годишникот Тетово пријавил дека претходно во неговиот маркет во Тетово влегло непознато лице, купило цигари и платило со банкнота од 100 евра, за која подоцна утврдил дека е фалсификувана. Банкнотата е одземена за вештачење и се расчистува случајот. 30 годишен гостиварец вчера во 23 часот и 15 минути пријавил дека околу 18 часот во пиларница на крстосницата на улиците Браќа Ѓиновски и 18 ноември во Гостивар физички
физички бил нападнат од лице од гостивар, кој според пријавеното во нападот употребило и метален предмет. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера во 14 часот и 45 минути 29 годишник од гостиварско Беловиште пријавил дека испукан проектил од огнено оружје завршил во приземјето од неговата куќа и го скршил прозорското стакло. Извршен е увид, а проектилот е пронајден и подигнат за вештачење. Се расчистува случајот. Вчера во 12 часот 23 годишна жителка на Тетово пријавила дека на улица Благоја Тоска била касната од куќе бездомник. Ист случај пријавила и 34 годишна тетовка нешто подоцна во 12 часот и 55 минути на истата улица во Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово и оваа последна јануарска недела продолжува со засилени сообраќајно контролни активности на Тетовско-гостиварското подрачје. Вчера од 7 до 11 часот била реализирана акција за престигнување во која биле откриени и законски санкционирани вкупно 49 прекршоци, 32 во Тетово и 17 во Гостивар. На сите прекршители изготвени им се соодветни платни налози. Министерството за образование и матурантите кои бойкотираат настава заради концептот на државната матура се уште не постигнале договор да ја надминат ситуацијата. Министерката Царовска е децидна дека испитот треба да се одвива според планираното, додека Сојузот на средношколци бара да се најде компромис и најавува можни протести. Повлечи потегни меѓу Министерството за образование и матурантите кои бойкотираат настава заради концептот на државната матура. Второто полугодие од учебната година дел од матурантите не се вклучуваат во онлайн наставата, незадоволни од начинот на полагање на испитот и бараат измени. Од друга страна, Министерката за образование Мила Царовска е децидна дека државната матура ќе се одвива како што е предвидено и нагласува дека бойкотот е неоправдан. Од Сојузот на средношколци велат дека се соочуваат и со притисоци да се вратат на настава. Ние знаеме од деновите што помина дека многу голем број од матуранти бойкотира овие денови и бројот се движеше околу 70 до 75%. Ова не е мала бројка за министерката да рече дека мал е бројот на матурантите и веруваме дека до крајот на ова недела бројот на тие што бойкотираат ќе биде многу поголем и ќе види дека матурантите сакаат да бойкотираат. Притисоците биле многу големи и оваа недела. Не можам да кажам дека во Гостивар имала притисоци, но во многу градови што ние делуваме имало притисоци и од Министерството, имало притисоци и од професорите, но и од директорите. Учениците кои не сакаат да полагаат државна матура може да изберат училишна, каде има 2 предмети како што матурантите бараат, но со тој испит не може да се запишат на факултет, нагласи во денешната изјава околу проблемот министерката Царовска. Оние ученици кои што не сакаат да полагаат државна матура имаат можност да изберат училишна матура или стручен испит, тоа е ставено во концепцијата за матура и може да полагаат токму тоа што го бараат средношколците, 2 предмета и проектна задача. Но, сепак повторувам, за да може да се проложи во високо образование, потребно е да се полага државната матура. За неја се имаат пријавено повеќе од 14.000 ученици во соодветниот рок и проектна задача и изборни предмети и со тоа укажува дека тие веројатно ќе полагаат и тоа се поголем процент од учениците кои што завршуваат средно образование во моментот. Сојузот на средношколци не смета дека државната матура треба целосно да се укине, но бара наместо 4 да се полагаат 2 предмети. Од нив задолжителен да биде мајчин јазик и да има еден изборен предмет. Кошаркарскиот клуб Тетекс од Тетово ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната во втората кошаркарска лига на Македонија. Амбициите на клубот се да обезбеди пласман во најдобрите 4 на табелата и да разигрува за пласман во првата лига. Кошаркарите на Тетекс ги започнаа подготовките за продолжението од сезоната во втората кошаркарска лига Запад. Комплетните подготовки ќе се одвиваат во спортската сала при Средното економско училиште во Тетово под водство на првиот тренер Димитрije Вучески. Подготовките ги почнавме на 20 јануари. На првиот тренинг имавме присутни многу играчи. Се вратија на тренизите, се вратија и тие
така да ги наречеме повредени играчи, Јунузи Мевлјан и Ѓорчевски Александар. Тие се наши поранешни играчи кои што ќе дада еден допринос за да можеме вториот дел да го одиграме во еден подобар состав, поквалитетен. Така да амбициите на клубот се да бидеме негде во првите 4, да играме разигравање како што лани што беше. Тие го направија лани тоа разигравање по шема. Така да мислим достижно е тоа место. Имаме 2 надпревари неодиграни од првиот дел. Тоа е еден надпревар со екипата на Чаир и вториот надпревар е со Водно Партизан. Начелно има некој договор направено да тој надпревар го одиграме на 6, бидејќи лигата почне на 13.2, на 6.2 да го играме тој за останат надпревар на домашен терен со Водно Партизан. Така да останува да видим дали има некој термин, затоа што предлогот беше на Федерацијата, сите за останати надпревари да се одиграат до почеток на првенството. Веќе некои надпревари почнали да се одигруваа. Немам до сега, немам известие надпреварот со Чаир кога ќе се одигра, дали ќе се одигра деновиве, ова е сабота, другата среда. Меѓутоа, од договорот со нивниот представник од Водно, се договоривме на 6 да го одиграме за останатиот надпревар со Водно Санс. Пролетниот дел од сезоната за кошаркарите на Тетех ќе започне на 6 февруари, кога ќе се одигра за останатиот надпревар против Партизан од Скопје на домашен терен. Додека за вториот одложен надпревар од есенскиот дел против Чаир на гости се уште се бара термин. Регуларниот дел од втората полусезона ќе започне на 13 февруари со гостински надпревар против Спорт Тим во Неготино. Кошаркарите на Гостивар утре ќе го одиграат одложениот надпревар против Битолски Пелистер во рамки на првата кошаркарска лига на Македонија. Продолжува забрзаниот ритам на одигрување на надпреварите од првата кошаркарска лига на Македонија. Кошаркарите на Гостивар после 3 победи на домашен терен утре ги очекува вистински предизвик, бидејќи ќе му гостуваат на лидерот на табелата Битолски Пелистер. Екипата од Битола има скоро 9 победи и само 1 пораз и просекот над 100 поени по надпревар. Очекувањата во таборот на гостиварци се да продолжат со одличните игри и зошто да не се совлада и првопласираната екипа на гостински терен. Не очекува доста тежок надпревар. Со оглед дека денеска недела нас ни е малце постара екипата, имаме мала ротација на бековски позиции, ќе биде доста тешко. Значи екипа која е во ритам, играат стварно добро годинава, има добар ростер. Но како што кажав и прошлото интервју, Гостивар се дојде на победа. Значи ќе даеме максимум, дали ќе биде доволно тоа да победиме во Битола или не, ќе покаже самиот надпревар. Секоја утакмица е различна приказна. Мислам дека ако имаме ваков пристап и енергија, можеме да изненадиме во Битола. Нормално дека тие се фаворити и се во еден залет, меѓутоа и ние врзавме 3 победи поред и не ретко сме победувале во Битола, така да сигурно ќе одиме на победа. Екипата на Гостивар во моментов има ефект од 6 победи и 3 порази, што е доволно за пласман на 4-та позиција позади Пелистер, ТФТ и Академија ФМП. Сепак треба да се напомене дека Гостивар има и надпревар помалку од лидерот Пелистер, поради големиот број на одложени надпревари од есенскиот дел.
Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на регионалните вести. Пријатно!